нов разговор во Македонија наутро. Полека, но сигурно се приближуваме до 13 ноември. Вообичаено, традиционално, секоја година на различни локации со различна програма се одбележува Денот на ослободувањето на Скопје. Оваа година, верувале или не, на одбележувањето на денот се приклучуваат и кумановци. Символично велат ќе го ослободат Скопје, но на кумановски начин. Колективот Кабаре Кабает со стендап во Паблик Рум, што се можеме да очекуваме од нашите соговорници? Да, ќе ги поздравиме Мишо Димитриевски и Мирослав Петковиќ. Добро утро. Ослободувањето почна порано, од денес, од 9. Добро утро, добро ве најдовме, да. Односно 8 сме денес. 8 сме или 9? 8 дички. Како патувавте од Куманово до Скопје? Имаше ли гужва на влез од градот да прашаме? Сега баш проверувавме на мапова. Немаш, супер. Да. Лесно се пробивме низ. Отвараме тема која што верувам ќе го задржи вниманието и на скопјани, но и на сите оние кои што ќе дојдат во главниот град на 13-ти. Но ајде на самиот почеток да објасниме четворката која што активно работи на оваа тема и концептот на работење на Кабаре Кабает. Од она што не сум ве гледала, не знам зошто до сега, но секаде каде што спомнав ве знаат, велат неверојатни се и тоа не смее да се пропушти. Места каде музиката и комедијата се спојуваат во едно. И сега ова што вие го правите, изминатиот период ги полни и локалите, но и публиката се повеќе ве обожува. Што е тоа што го препознава? Мислам дека на генерално ниво последните 2 години стендап културата, стендап комедијата се разви на едно значително ниво, како квантитативно, така и квалитативно, и мислам дека сега станува тренд стендап културата. Ние со Кабаре Кабает не сте имале можност да не гледате, затоа што досега имаме еднаш настапувано на Гола Месечина, надвор од Куманово, еднаш имаме настапувано. И сега ќе настапуваме на 13 ноември повторно и имаме тенденција сега Кабаре Кабает да го извадиме, да го изнесеме малку од Куманово на низ државата, додека стендап шоуата што ги правиме јас и Чедомир си продолжуваат стандардно на репертоарот низ македонските клубови. Кабаре чинам беше турцизам ако го преведеме, така? Не, француски збор. Француски, ама се користи... А Кабает е турски збор од... Кабает е турцизам, да. Од арапско потекло. Нешто во значење беше, ако се чувстваш вино, така. Стендап шоу не помалку не повеќе на денот на ослободувањето на Скопје, случајно датумот или ете малку да се пошегуваме и за тоа кумановци доаѓаат да го ослободат Скопје или случајно се погоди 13 ноември? Случајно се погоди 13 ноември, ама баш се погоди. Се погоди таман после 11 ноември да завршиме еден ден да одмориме после ослободување на Куманово и да дојдеме Скопје да го проводиме. Како главно предградие на Куманово. Стендап шоу комедиите во последно време, кажавте во последниве 2 години, навистина зедоа голем замав. Некако луѓето, како да доаѓаат издовен вентил од секој невието, од проблемите, од предизвиците навечер да дојдете да се опуштат. И јас, целиот круг на мои пријатели едва чека да дојде да слушна дека некаде се одржува стендап и да купат карти. Го чувствувате тоа кај публиката? Да, го чувствуваме. Посебно затоа што веќе помалите барови, помалите локали сакаат да имаат стендап. Стендапот досега некако беше низ сали повеќе и повеќе на тој начин беше организирано, додека сега и во помалите места, помалите клубови, малските клубови сакаат да имаат од време на време по некој стендап комичар и мислам дека тоа е еден интересен ентертејнмент кој можат граѓаните да си го дозволат, им е блиску, не е прескапо, е ново на овој пазар, да кажеме. Што ќе може да слушне и види публиката? Како ќе биде организирана вечерта? Не мора во детали, но чисто еве да најавиме. Па првин ќе имаме организирано, ќе имаме 2 настапи, јас и Чедомир Митевски, стендап настапи. Подоцна ќе имаме некоја пауза од 10 минути и после паузата ќе следи на 13 ноември кабарето, односно нашите песни преработени светски хитови на пародичен, саркастичен, циничен начин. Куманово важи за град на комедијата. Верувам, двајцата сте по потекло кумановци, баш кумановци. Кумановци полесно ви е околу стендапите, ако се споредуваме со колеги во другите градови, ги шиете.
Исто е тешко, само е малку посмешно. Како успевате како успевате да ја задржите позитивата? Ќе зборувате на кумановски дијалект во да, тоа се гледа. Да. Ќе биде проблем да ве разбереме? Не, нема да биде. Се надевам дека нема да биде. Ќе биде комбинација литературниот јазик и со кумановскиот дијалект, затоа што кумановскиот дијалект некако помладава генерација не го разбира. Се уште сега имаме една просветителска мисија да ги поднаучиме малку на кумановски, додека повозрасната публика добро го разбира кумановскиот дијалект, нели уште од Куманија, село Тејп, Тони Михајловски, Сашко Коцев и така натака. Колку инспирира секојдневието? Генерално сме обкружени постојано со непријатни информации и навистина некако е се потешко и потешко да се помине ден. Но од друга страна умешните знаат и најнепријатните вести да ги приточат во хумор. Многу често и црниот хумор знае да биде интересен за публиката. Колку инспирира секојдневието со сето оно што го читате и слушате за добар стендап? Па може да инспирира. Воглавном секојдневието инспирира за добар стендап, затоа што, како што каже умешникот, знае од најлоша ситуација да направи најсмешна. Колку, на некој начин, колку потрагична ситуацијата, толку посмешна. Жал, да. Добро, може и на крај да ни се обратите на Кумановски, да ни околу билетите да објасниме на И Кумановски. поканиме на Кумановски да дојдат сите скопјани. И каде може билети да се? Ако разберат, да дојдат, нели? Да. Која камера ме прати? Камера, Кај еве колегата таа Сашо. што свети црвено. Еве, Ето. еве таа. Значи, на 13-ти, на ден на ослободување на Скопје, сви да дојдете у Public Room од 9 сат вечер. Ќе наступува Чедо и Миро и Мисас Кабаре Кабајот. Карте може да купите на zlatenzap.mk по цена од 300 денара. Не знам зашто почна на македонски да збору. А на врата по 350 може да си ги купите. Ефтини сте на врата, треба поскапи малку да ги научиме. Ние имаме македонците малку проблем, чекаме до последно за билети да купиме, да не добиеме случајно гратис. Ама ако се стават на врата поскапи... Ама не бараме тоа, ќе кажеме. Не бараме, ама спотајно се Ама ќе надеваме. добиете. Да. Тоа 350 за влез, за истински се Ајде, договори. Ке се докупуваме. Да. Какви се генерално вашите очекувања од Скопјани? Знаете што може да очекувате од Кумановци и тоа веќе си имате востанувана практика со нив, но од нас? Веќе минатата година имавме веќе настапни во Public Room и јас и Чедомир со стендап шоу. Прв пат ние со кабаре, одлично се поминавме минатата година, се надеваме исто дека и ова година ќе поминеме исто одлично, придружени нели со кабарето и позабавно ќе биде затоа што ќе имаме и музика. Добро, нема сега само Скопјани да бидат во публика, ние од Тетово имаме право да... Куманово и Тетово, тие се двата града. Да, ќе бидеме мешани, но и добро што е така. Ништо, ние очекуваме ова да се зачести како практика, бидејќи навистина хуморот ни е и тоа како потребен во ова мрачно секојдневие, и мислам дека само тој може да не извади од ситуацијава. Така. Посакувам пун Public Room, па сумираме впечатоци по стендапот, може така? Може, ви благодариме на поканата. Ви благодариме многу, дечки. Фала на поканата. Ние до крајот ќе завршиме со музика, ќе најавиме уште еден настан, ќе го завршиме завршниот концерт од проектот Македонија во срцете носиме. Бојана Скендеровски ќе биде наша гостинка, но пред да ја пречекаме во студиото, ајде музика.